Средното општинско училиште Гошо Викентиев за прв пат домаќин на државниот надпревар Лидер на струка. Учествуваа околу 60 ученици од 15 стручни училишта од државата и се избираше лидер во машинската, електротехничката и во сообраќајната струка, како и најдобри ученици во одредени профили. Организатор на надпреварот секоја година е Министерството за образование и наука во соработка со Центарот за стручно образование и обука и со несебична поддршка на професори од високообразовните установи во државата. На надпреварот беа присутни представници од Центарот за стручно образование и обука, откаде ја истакнаа одличната подготвеност на Кочанското училиште да биде домаќин на еден ваков надпревар. Почетното ова што го видов е одлично во насока на подготовка на сите оние подготвителни работи кои што треба да се направат, од обезбеденост на простори, човечки ресурси адекватни за она што сакаме да го спроведеме, од опременоста на училиштето, од она што бидејќи надпреварот се одвива во две компоненти, значи и стручно теоретски дел и практичен дел. Мощно е значаен надпревар, затоа што покрај тоа што е еден убав надпревар и свечен, да кажеме, и за учениците и за училиштата, мощно е значаен надпревар за да децата можат да разменат искуство, исто така и наставниците, да можат да видат до кај се со достигнувањето на своите знаења, вештини, компетенции во таа насока, да се компарираат едни со други, да можат перспективно и компаниите да видат до каде се нашите ученици, не да дојдеме во ситуација само да се обвинуваме, меѓутоа веќе и во ситуација да соработуваме едни со други. И директорот на училиштето Савев се заблагодари за дадената доверба токму Кочанското училиште да биде домаќин и ја истакна важноста на надпреварот за сите ученици. Интересно е тоа што надпреварот е специфичен, односно карактеристичен за инженерскиот дел од струката во училиштата и ние мерак, искрено кажано, за тоа што и јас потекнав од инженерскиот кадар. Благодарност прво за целокупната организираност од Центарот за средно стручно образование, впрочем до сите советници. Благодарност до МОН како главен организатор на целиот настан и благодарност до сите оние кои помогнаа за организација на настанов. Впрочем, има голема мобилизираност и кај професорите и кај техничкиот персонал за целиот настан и мислам дека ќе бидеме добри и успешни домаќини. Што се однесува до надпреварот, тука се присутни сите пријавени, ги формиравме комисиите, почнавме со надпреварот, како што објасни колегата Зоран, имаме две компоненти, значи теоретски дел и практичен дел. Мене особено мило ми е да го гледам и да го анализирам практичниот дел наназад со години и се надевам дека во тој дел ќе има голем надпревар кај самите ученици. Од Гошо Викентиев имаме 8 ученика во секој профил. Се надевам дека ќе покажат солидни резултати. Секоја година сме солидни. Впрочем, иако се изгуби епитетот регионален центар, бидејќи скоро сите училишта имаат по некоја струка, полека, но сигурно се враќаме на сцена, значи едноставно си го враќаме епитетот регионален центар за средно стручно образование и се надевам дека тоа ќе го туркаме се посилно и посилно. Надпреварот има една единствена цел, а тоа е да се поврзат теоријата и практичната работа, за учениците да можат своето знаење да го преточат во изуми, кои подоцна ќе ги користат во наставата. Министерството за образование и наука ги поддржува ученичките активности, кои придонесуваат за унапредување на знаењата на учениците и го потикнуваат надпреварувачкиот дух кај младите.